Добар ден, криптоентузијасти. Иако имаме доста негативни вести на пазарот, би сакал да започнем со нешто позитивно денес. Нешто интересно што мислам дека е доста значително, затоа што ова на некој начин започнува еден циклус на интеграција на банките со криптосекторот, што во претходниот бул маркет беше незамисливо. Сите оние кои што го следеле овој маркет или кои што биле дел од него знаат точно што зборувам. Значи моментално XAPO, ова е банка од Гибралтар, само што ги интегрираше Lightning Network како мрежа за плаќање, преку која што фактички оној кастади биткоин кој што го имате на нивната банка, ќе може да го користите директно да платите било какви трансакции над $100. Само да видам каде беше точно запишано тој дел. Значи интересно од целата ситуација е тоа што ваквите трансакции допред некој време беа незамисливи, а сега имаме официјално банка која што го интегрира Eero. Значи, значи мали плаќање до $100, се извинам. Значи мали плаќање до $100 на секое место каде што е прифатена Lightning Network, а се повеќе и повеќе такви места постојат низ светот, со тоа што не само што може да го користите ова за мали плаќања, дополнително, значи моментално истата банка дава и 1% годишна практично камата доколку го чувате вашиот биткоин на нивната сметка, со тоа што ваквата камата се исплаќа на дневна база, верувале или не. И многу интересна работа, која што е, да речем, главниот момент во оваа ситуација. Значи, гледате колку голем е фито кој што моментално се плаќа за користење на оваа услуга. Тоа е 15 сац или 15 сатошис, што кога би го превеле во моменталната цена на биткоин и долар, нормално, би било 3 пени. Со ваков фи од 3 пени, значи ова е навистина многу мал фи кој што треба да се плати за ваков тип на активност, за која што моментално се користи директно биткоин, без истиот да се променува во долар. Со тоа што, значи, самата апликација, уствари, тоа е интересен дел што не ви бара да заменувате ништо во долари. Значи, вие не мора да ги продавате вашите биткоини во долари за да може да платите, туку директно плаќате по цената која што е, да речем, поставена директно во биткоин, затоа што оние кои што имаат Lightning Network најчесто ги имаат своите цени и во биткоин во моментот, нормално постојано варираат и многу е лесно затоа што самата апликација ви дозволува директно со скенирање на QR код да платите било каква трансакција. Тоа е доста интересна работа. И пак ќе кажам, ова е првата банка која што официјално ја прифаќа Lightning Network. А Lightning Network, оние кои што не им е јасно, може да погледнат на нашиот канал, имаме соодветно видео, само нека запишат Lightning Network и ќе видат дека тоа е уствари една модерна солуција која што како Layer 2 на некој начин Layer 2 солуција му дава на Bitcoin scalability да може да биде користен како секојдневна валута. Така да погледнете во тоа видео ќе ви стане многу јасно зашто ваквиот тип на адаптација на една банка на Lightning Network е толку голем. Lightning Network само што почна да работи значи пред неколку месеци. Замислете колку голем ќе биде доколку навистина конечно почнат банките да го прифаќаат со оглед на фактот дека гледајте во фито кој што ви е потребно за една трансакција, што ова е смешно. А од друга страна истиот може да користите било каде што, нели, самиот Lightning Network е прифатен. Така да ова е голем плюс за адаптација на крипто во светот. Сега пред да продолжиме, значи имам навика да кажам која вест од кого е, но проблемот е што премногу се концентрирам на презентирање на самата вест и не можам да запамтам која вест ми е дал. Затоа да нели должиме, наместо да се обидам да се сетам, значи само ќе ги кажам оние кои што навистина ни помогнале да придобиеме неколку вести во ова видео. И нормално они сами знаат која вест ја донеле до нашиот канал. Поентата е што сите вести се битни за вас како заедница, но нели сакам секогаш да ги нагласам оние кои што навистина се обидуваат да помогнат на нашиот канал и тоа ми значи многу затоа што тоа е начинот на кој што заедницата ќе може да изгради многу подобра позиција во следниот бул маркет. Така да, за почеток, како и секогаш, Дарко Јошев и Бобан Досев се двајца од најдобрите контрибутери на каналот, значи секогаш доаѓаат со нови вести, со, да некој начин, мислење кои што ми се битни за да можам јас или на некој начин да го тестирам своето знаење, така да им благодарам на двајцата. Нормално го имаме овдека и Кочишки Иле и Лазета Галев, кои што исто така помогнаа со
на некој начин некој од овие вести кои што моментално ќе ги прочитаме, така да они знаат која вести ја придонеле. Не верувам дека вас тоа многу ви значи, но тоа е на некој начин придобивка од целата група и од сега натаму ќе гледам тоа да го правам така, затоа што едноставно не може да запамтите точно која вест од кого е и во време кога презентирам треба да барам по чат да видам кој што ми пустил, така да нели. Се надевам дека ќе ме разберете, поентата е да знаете дека заедницата е секогаш овде со нас и ни помага. Сега, во однос на негативни вести, значи да видиме кои од овие вести би можеле да бидат на некој начин или негативно одразување на идниот дел од Bitcoin чартот или пак нешто што моментално се случува. Првата е значи самиот Bitcoin майнер, ова е компанија Маратон, значи признава дека во текот на 2 март, односно 1 и 2 март продала голема количина на Bitcoin и тоа зборуваме за голема количина. Значи пазете го, 650 коини, од кои 683 во целиот месец февруари направила майнинг, успеала да измајна 683 биткоина, 650 од нив ги продала, значи сега, практично на почетокот на март, што верувам дека е исто така уште еден дел од оваа ликвидација која што имавме неколку дена поред, дури и 2 недели да речам цели, каде што и ова на некој начин помага во таквата ликвидација. Со тоа што од јануари самиот Маратон признава дека имаме 1500 биткоини кои што истите ги продале, но не треба да се фокусирате на тоа колку продале. Треба да се фокусирате дека истите моментално и покрај ваквата продажба, значи можеме да видиме дека нивната целосна, значи од пред 31 јануари до 28 февруари сепак се зголемила, значи нивното портфолио од 8090 биткоини на 8260 биткоини. Значи и покрај ваквите продажби и покрај сето она што го направиле, нивното портфолио и понатаму продолжува да расте. Значи поентата е да разбереме дека ваквите големи играчи не продаваат. Тоа е битниот момент. Значи иако они моментално продале дел и овдека убаво го објаснуваат тоа, со цел да покријат дел од оперативните прошоци, нормално дека треба истите и да ги обноват, да ги репарираат, машините кои што мајнаат, дополнително гледаме дека отвориле и дополнителни, значи гледате, още дополнително машини кои што ја зголемуваат моќта на копање, така да поради ова, сега значи да објасниме каде е овој момент. Значи јас затоа го отворив на Look into Bitcoin, the Puel Multiple. Односно можеме да видиме дека после подолг период, значи пазете, уште од, гледате овде, уште 16 јуни 2022 година, значи ваквиот Puel Multiple се наоѓа многу блиску до ова зелено поле кое што представува реон во кој што е најнегативна за работката на мајнерите. Значи Puel Multiple е исклучиво практично како што кажеме претходно, значи веќе го имаме направено како introduction за него, значи истиот е да ја мери профитабилноста на самите мајнери. Ако можеме да видиме дека уште од јуни претходната година, конечно сега мајнерите се во солиден профит после овој скок, нормално е дека ќе продадат дел од она што го заработиле со цел да покријат нели целиот овој период од 16 јуни па наваму, што не можеле нели да едноставно да го продаат биткоин затоа што ќе бидат практично во загуба. Така да поради оваа причина нормално е после ваков скок, како што можеме да видиме оваа корекција надолу, ни покажува дека дури и мајнерите самите по себе, значи продаваат дел од своето оној биткоин кој што го ископале во оваа зелена зона, нормално со профит, со цел да покријат дел, како што кажавме, од своите, значи дури овдека ако можеме да видиме е и дека и некои други компании го направиле исто, како и да е. Идејата е, значи да не навлегуваме сега во тоа, дека нормално е, значи кога имаме ваков скок после оваа зелена зона нагоре, дека за прв пат мајнерите се во профит од тоа што го копаат биткоинот уште од летото претходната година, да искористат дел од овие профити со цел да покријат сето она што биле во загуба во текот на претходната година, но битниот момент, како што кажем и сега, е дека сепак нивното портфолио и понатаму се зголемува, иако дел од тоа го замениле со цел да го искористат профитот моментално. Сега, тоа е една од причините кои што моментално можеме да видиме дека имаме така речено паѓ на пазарот. Нормално е дека ваквите големи играчи мораат да земат и дел од профитот со цел да продолжат и понатаму да постојат. Значи вие не може да работите на мајнинг, а да немате пари за одржување и плаќање струја. Да бидеме реални. Сега, следна интересна и битна работа која што на некој начин е поврзана и мислам дека потенцијален проблем ќе биде е Silvergate. Повторно, не е толку голем потенцијален проблем директно на криптосферата, затоа што ова е проблем на самите традиционални финанси. Односно Silvergate, како што знаете и сами, можете да видите кои се нејзините клиенти, што зборуваме за доста звучни имиња, сите големи моментално имиња во светот, освен Binance, соработуваат со Silvergate, може да погледнете и сами.
со тоа што со падот на FTX моментално, како што кажеме, ако го гледавте видеото во текот на вчерашниот ден, каде што разговаравме за Choke Point 2.0, значи сега веќе многу подобро сте запознаени со Silvergate, доколку не би ви на некој начин би ви предложил да го погледнете тоа видео со цел да може да ви биде појасна оваа ситуација. Како и да е, bottom line, значи самиот Silvergate моментално е во голем проблем затоа што и Министерството за правда во Америка, односно DOJ, е моментално во истрага против Silvergate и не само тоа, туку поголем дел од овие клиенти кои што моментално ги гледате, доколку го прочитате овој пасос, ќе видите дека веќе се тргнале самите себе си од соработка со Silvergate, затоа што значи истиот не бил само практично банка на FTX, туку истиот знаел очигледно дека има comingling на средства и како таков не го пријавил ова и на тој начин нормално дека поголемите играчи кои што сакаат да се заштитат себе си и да се дистанцираат од ваквиот проблем, моментално излегуваат од соработка со Silvergate и гледаме дека не само тоа, туку и нели довербата во оваа банка паѓа, незините клиенти ја напуштаат. Проблемот во целата ситуација е тоа што ова е уште една банка која што пред тоа била крипто-френдли, која што на некој начин ни помагала нас, на секојдневните луѓе кои што сакаат и кои што им е потребна ваква банка како on и off ramp од крипто, е уствари само една on and off ramp помалку за нас. Затоа што големците, верувајте ми, ќе најдат многу едноставно. За нас е проблем. У нас малите е проблем, како што знаете и саме посебно во Македонија, колку голем проблем е да најдете on и off ramp, каде може да ставите и да извадите крипто да ги промените назад во валути. Така да поради оваа причина ова е на некој начин негативна вест за крипто секторот, иако не директно, значи затоа што нели сите овие играчи, да не се лажеме, имаат повеќе избори, не се оставаат само на една банка, тоа не го менува фактот дека тоа дополнително ја намалува значи сферата како таква и незиното проширување низ светот. Но како и да е, нели, кој правил глупости од типот на comingling со FTX, нормално е дека треба да си ја понесе својата одговорност. Сега подготвени ли сте за новото срање кое што денеска овој Жабок го направи? Значи, еве сега моментално според него, пазете сега, како паметно се игра. Ако се сеќавате, односно, не ако се сеќавате, ако сте гледале видеото вчера, каде што објаснивме како моментално SEC, Department of Justice и останати да речем институции во Америка вршат притисок на крипто секторот преку на некој начин банирање на банкарските услуги, па моментално очигледно имаме и друг вид на притисок кој што е директно на крипто сферата. Прво, ако сте гледале видеото вчера, ќе ви биде јасно, значи има напад на стейкинг сервис, односно стейкинг. На тој начин се напаѓа не само стейкинг на менувачниците, туку се напаѓа и стейкинг на проектите, како што е например потенцијалниот напад кој што може да се настане врз Ethereum. Моментално имаме нов начин на кој што се врши напад, а тоа е дека моментално Гери Генслер се обидува, че ова е нова вест, значи само еден ден стара, се обидува да ги прогласи менувачниците за значи не практично да имаат посебен тип на дозвола за да можат да вршат кастади на крипто. Односно, што сака да каже со ова? Моментално, значи поради падот на повеќе платформи, без разлика дали тоа менувачница, лендинг платформа или слично, вели моментално самиот крипто сектор очигледно не е достоен и не е доверлив за да може да му се довери таков тип на услуга да биде фактички кастади на крипто, односно да биде одговорен за вашите крипто коини, кои што вие сте ги депонирале например на Binance или на Coinbase или што и да е. Така да, моментално се обидува да избутка на некој начин и нели нагласува дека ќе оди на тоа да практично направи да бидат прогласени менувачниците во Америка за значи несоодветни за чување на крипто. А предлага дека тоа треба да биде правено од кој не, ако не од банки и други институционални организации кои што наводно се повеќе доверливи. Сега, дали се подоверливи или не, останува да видиме. Јас за тоа моментално отворив, ова е од нивната, значи Federal Deposit, како и да е, значи Federal Deposit Insurance Corporation, која што уствари треба да биде, она ги осигурува депозитите на вашите пари во банка. И утре, например, кога, да речеме, дел од вашите, кога, пример, кога банка ќе пропадне, значи ова организација, институција е таа која што е надлежна за да ви ги врати парите до кои што вие сте го осигурале вашиот влог. Сега, ова е листа од 47 страни со пропаднати банки. Значи, гледайте, Failed Bank List од 2000 година наваму. Значи имате 47 страни со кои што имате 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. 12 имења на еден лист, 47 страни. Ова се 47 страни банки кои што пропаднале во Америка. Така, значи ова се тие банки кои што моментално во Америка пропаднале, одека пишува која друга банка практично ги купила или ако немало купено никој фактички тоа што моментално се обидува Binance US да го направи на пример за Celsius, да ги купи средствата кои што моментално се уште ги има практично Celsius и тие средства да отидат на депонентите, на оние кои што биле инвеститори. Истото овдека можеме да видиме од друга банка која што тоа го направила. Значи 47 страни банки кои што од 2000 година наваму пропаднале. И да не заборавиме, крипто секторот е недоверен. Но можеме да видиме дека банкарскиот сектор, централните финансии се многу доверни. Може да погледнете и сами. Значи, ево, јас ќе свртам уште неколку од овие страни да видите, во може да го најдете многу едноставно. Failed Bank List од 2000 година наваму. Значи, јас мислам дека ова многу јасно ви кажува дека треба да им верувате на традиционалните институции, но не на крипто, затоа што крипто има колку? 20 пропаднати во целиот свет менувачици. А овдека само во Америка имате 47 страни со пропаднати банки. Ја мислам дека овдека ќе оставам на вас да размислите. Значи, не се секирате. Вакви фаци ќе ви кажат каде ви е најсигурно да ги чувате вашите пари. Значи, не може да се секирате. Повторно ќе кажам, не велам дека менувачниците се места кај што треба да ги чувате вашите пари. Но за разлика од традиционалните финансии, во крипто секторот имате избор да бидете вие ваш собственик на вашите финансии. Нема потреба никој да биде кастади, односно да биде старател на вашите средства. Вие тоа може да го направите сами за себе си, не ви се потребни банки и менувачници тоа да го прават за вас. Макар и да нудат камати, ќе ви нудат камати како Celsius и еден ден Celsius нема да постои и сите тие камати заедно со вашиот капитал ќе пропаднат. Така да уште еднаш ќе напоменам, имајте го тоа во предвид, дали верувате на банки или на менувачници, двете се проблем. Но крипто е она добра страна која што моментално ни покажува дека можеме тоа да го правиме и сами. А сами на себе си мислам дека можеме да си веруваме. Така да нема подобар човек на планетава кој што може да се грижи за вашите капитални средства од вие самите себе си. Оставам на вас да одлучите што понатаму ќе правите со тоа. Оние кои што сакаат да научат повеќе, имаме видео за cold wallet кој што може многу едноставно да го најдете, само запишете cold wallet кај мене на каналот и ќе го најдете видеото во кое што објаснуваме за двата cold wallet кои што ги користиме, а тоа е Ledger Nano X и Elipa. Има и многу други. Нормално, но овие се два кои што јас имам лично искуство и за кои што ќе можам да ви кажам повеќе. Така да тоа ако сакате да научите нешто повеќе за cold wallet. Coinbase CEO е сега. Има две страни во Америка. Првата страна е Гери Генслер, жабокот, заедно со 47 страни на пропаднати банки и некои што се уште постојат, поради тоа што државата им платила да постојат уште од 2008 година со падот на банкарските системи во Америка, пошто банките треба да се верува во нив. Значи, моментално ќе напоменам дека постои друга страна која што е проактивна во однос на крипто секторот и моментално ова е едно од најдобрите вести кои што ми слушнало од Америка, а тоа е дека CEO на Coinbase, значи Армстронг, само да видим како се викаше, не се сеќавам, не знам, Брайан Армстронг, да. Значи CEO на Coinbase, Брайан Армстронг, он е многу долго време во самиот крипто сектор, човек кој што навистина се залага за истиот, Coinbase до сега докажал дека не е FTX нормално, така да се надеваме дека нема да се смени. Идејата е дека истиот моментално е буквално на маркетинг кампања низ цела Америка за јавно да говори во корист на криптоиндустријата, што е многу голем чекор и е чекор кој што е достоен за гордост на некој начин, иако станува збор за американец, но повторно, значи самиот многу добро кажува, јас ги гледав интервјуата, има интервјуа, може да запишете, значи само запишете Брайан Армстронг, Coinbase, Crypto Regulation. Моментално оди низ различни телевизии низ целата Америка, затоа што има локални телевизии насекаде, и говори јавно за тоа дека доколку Америка не го смени својот став кој што го има моментално, значи може да погледнете овој пасос, ќе видите, само се обидам да ви го прераскажам пократко. Значи многу добро кажува, доколку Америка не го смени својот став кон крипто секторот и продолжи со ваквиот кракдаун, значи ќе ги принуди проектите и капиталот да си заминат од Америка. Се надевам, јас стварно се надевам. Значи, верувајте ми, ќе биде многу подобро на долг план, иако на краток план ќе биде можеби малку покрваво, на долг план ова ќе биде home run за нас како крипто ентузијасти. Зошто го велам тоа? Затоа што вие ќе принудите целоста децентрализација на криптосферата. Моментално, за жал,
поради таа Силикон Вали, поради тоа концентрирање на се што е технологија во Америка, многу од овие проекти го гледаат на некој начин позитивниот исход на својата кариера и компанија во Америка. Но моменталната политика на Америка ако продолжи и понатаму и ако случајно се дрзнат да донесат негативна регулатива или не дај Боже бан на крипто, само ќе ги натераат сите овие проекти да си заминат од Америка во други земји кои што се по склони кон крипто и имаат, да речам, нели, позитивна регулатива. За ова повторно многу повеќе разговаравме во вчерашното видео, односно видеото за ChokePoint 2.0, каде што споредивме моменталната американска непостоечка регулатива заедно со други земји кои што навистина се трудат да направат позитивна регулатива која што би привлекла вакви проекти. Сега, втор човек кој што истото го кажува, кој што многу нели го осетил ова на свој грб, тоа е Ripple CEO Бред Гарлинхаус. Имаме неколку вести за Ripple кои што сакам да ги споделам со вас, кои што, значи, уште еднаш ќе напоменам, пред да продолжам понатаму, сакам да кажам дека без разлика на исходот на она што го прави моментално SEC против Ripple, Ripple веќе стратешки изигра и се оддалечи од Америка комплетно, што го покажува, значи, оваа статија, сега ќе ви покажам, тоа се оние податоци кои што постојано ви ги кажувам. Многу се битни. Зошто е тоа така? Значи, и самиот Бред Гарлинхаус, CEO на Ripple, кажува дека, значи, вака сега. Го кажав ова претходно, ќе го кажам повторно. Крипто се сели надвор од Америка, што не е добро за америчката иновација, бла бла бла, не е битно. Значи, period, full stop. Значи, точка. Се разбираме, ова е негово оно што го кажал он. Сега, значи, пазете што вели вака. Вели, ако Америка не престане со ваквата тортура и не се земе за себе практично, значи многу голем дел од криптопроектите ќе си отидат надвор од Америка. Што кажеме во вчерашното видео, значи уште од 2013 година наваму, поради ваквиот кракдаун, многу од овие компании се веќе преселени. Значи, ова веќе го кажавме за него. Сега интересна работа која што сакам да напоменам во однос на ова, само момент. Само да гледам каде беше точно. Мислам да беше во вториот дел. Значи ќе продолжиме до тоа, само сакам ова уште да го напоменам. Значи многу добро го кажува овде ова. Значи вели дека нели ова не е здраво за самата индустрија што го прават моментално и гледате сега колку добро кажува овде ова. Вели, не можам да разберам како регулаторите вика не разбираат дека крипто бумот ќе биде вика ист како интернет бумот, кој што за возврат ќе може да помогне на економијата преку овие тешки економски времиња. Значи сега ова е нормално овдека се зборува за различни моменти против Жабоков, како и да сите се против него, нормално. Со тоа што сега, да се вратиме на случајот на Ripple. Кажавме дека случајот на Ripple, за жал, иако толку време трае, голема е веројатноста дека ќе заврши негде во текот на пред летото. Значи дури и самиот Бред Гарлинхаус излезе и кажа дека до јуни се очекува се тоа да заврши. Сега, во однос на целата оваа ситуација, што сакам да кажам пред да продолжиме за самиот случај на Ripple. Значи, прво да напоменеме дека Ripple моментално е целосно излезен од Америка. Ево го најдов тој дел од пасот, кој што сакав да ви го презентирам. Значи, ова е Chief Legal Officer, оној кој што е одговорен за правниот дел на Ripple, како корпорација светска. Вели, главниот дел од нашиот бизнис е веќе надвор од Америка во моментов. Значи, оно што постојано ви кажувам. И вели, моментално се придвиживме кон држави кои што имаат крипто-френдли законодавство и моментално ваквите интеракции со регулаторите во реално време се многу битни. Значи, фактички, он сам кажува дека нема логика да седите и да чекате да им текне на американците дека уствари вие треба да направите позитивна крипторегулатива. Немате потреба. Моментално станува збор за глобална сцена, вие не сте врзан со една држава. Тоа е оно што постојано кажувам. Оние кои што се we are НАТО, нека се разбудат. Америка не е цел свет. Америка е само една земја, која што наскоро како и другите големи империи, Римското царство, англиската империја и не знам таму германската, ќе престане да постојат. Останува само прашање на време кога Кина ќе го преземе нивниот престол. Значи тоа сакале вие или не, тоа е реалноста. Така да поентата е што тоа ќе се одрази исто така и на криптосектор, тоа што постојано кажувам. Овдека моментално јавно се зборува помеѓу различен тип на правници и зашто овдека многу добро кажано, вели, значи
проблемот со SEC е што доколку оние компании кои што моментално SEC ги тужи, продолжат и понатаму да го бараат сопственото право, посебно пред Уставниот суд, значи Supreme Court, тоа би бил кај нас на некој начин последната инстанца, односно не Уставниот, туку само момент, Врховниот суд, се извинувам. Значи не Уставниот, нема врска со, извинете, како правник и како човек со правосудие, но беше срамно што го кажав. Значи Врховниот суд, тоа е третата инстанца, после апелациониот суд, каде што вели од последните 5 случаи 4 ги изгубил SEC. Зошто е тоа така? Затоа што буквално во овој пасос се објаснува тоа што постојано го кажувам. SEC не оди кон право, SEC оди кон онаа були. Значи буквално јас сум поголем, јас сум институција, ќе те тужам, знам дека немаш доволно пари и време да се зафркаваш со мене по судови и ќе си платиш оштета и ќе си признаеш подобро отколку да треба да се мркнеш како Ripple 2 години цели на судови. Така да во оваа ситуација многу добро кажуваат повеќе правници дека поради тоа што Ripple е спремен да оди до крај, значи ако и случајно се случи моментално да изгуби првостепената пресуда, ќе продолжи понатаму се додека не добие позитивна одлука, што моментално Џон Дитон, еден од оние кои што моментално се поддржувачи на Ripple, кажува дека Judge Torres и Judge Netburn, тоа се уствари оние два судии кои што се на основен и апелационен суд се надлежни за оваквиот суд, значи верува дека истите се барем во претходните пресуди против ваков тип на overreach, како што се нарекува, односно на институција која што буквално скака преку непостоешко право со цел да регулира нешто што не е во нејзина сфера. Така да поради ова, значи поголем дел од овие правници кои што моментално се во заштита на Ripple, кажуваат дека е голема веројатност Ripple да победи. Иако не можеме да знаеме со сигурност додека тоа не се случи, тоа не го менува фактот дека целата оваа приказна на Ripple моментално е клучен дел од ваквиот крипто кракдаун, што значи дека ако се случи во иднина да истапи некој, да речеме, од овие Сенат или Конгрес и да застане во одбрана на крипто, голема е веројатноста дека и Ripple ќе добие поддршка затоа што и Ripple е само уште една жртва на ваквиот кракдаун во Америка. Со тоа што зашто ако се сеќавате многу пати напоменувам дека дури и Ripple да изгуби во моменталниот случај, јас сум спремен и понатаму да ги држам нивните токени, дури и би купил уште повеќе ако нивната цена падне. Зошто го велам тоа? Прост пример, че ова е пред само 2 дена. Значи Ripple е во диалог со повеќе од 20 централни банки за развивање на CBDC. Со тоа што вели моментално, значи нели, нормално секоја компанија го наоѓа својата нишка едноставно, значи главната цел им беше заменена на Swift, моментално се главно седиште во ISO 20022, со тоа што вели сега главно се занимаваме со развој на CBDC на помали економии, затоа што не сите имаат доволно сила да направат собствен проект и да направат собствен блокчейн, со тоа што моментално Ripple за секој од овие земји е во конверзација, во комуникација и се обидуваат да развијат различен тип на, да речем, солуција која што би била прикладна за ваквата земја. Моментално, дури и многу често се напоменува дека некои од овие земји кои што се помали, сакаат да направат сайдчейн на Ripple, кој што уствари ќе биде CBDC за оваа земја. Што значи дека они уствари ќе користат Ripple како екосистем со цел да изградат свој CBDC. Тоа е многу голема работа, со тоа што овдека се спомнуваат Бутан и Палао како моментални проекти кои што се најактивни, а знаете и сами дека и Црна Гора го прави ова, знаете дека и Обединетото кралство го има Ripple како советник на оној голем совет кој што го има за креирање на дигитална фунта. Така да ова е она што постојано го кажувам дека Ripple е многу повеќе од она што го гледате во Америка и пак ќе се навратам овдека на еден од оние членови на Криптовалути Македонија, Дени Лазевски. Значи дури и да сум грешка, сме го промашиле биткоин во ред. Значи биткоин е доста далеко. И Етериум на некој начин сме го промашиле со оглед на фактот дека има луѓе што го купиле и за $20 и тоа е во ред. Ама да си дозволиш да го промашиш Ripple при толку информации, мислам дека е жално. Можеби сум грешка, но затоа јас и понатаму ќе продолжам на она мислење дека подобро да сум грешка отколку да сум во право, а да немам Ripple кога ќе биде правилно време да имам Ripple. Така да ова не е, уште еднаш ќе напоменам, како и секогаш да ви налагаме или да ви бараме или не знам да ви кажуваме што да купите, останува на вас. Секој од вас е одговорен за вашето портфолио, ова не е финансиски совет, ова е само ви кажуваме што ние правиме на пазарот, зашто го правиме тоа, со цел вие да може да донесете поинформирана одлука и овој канал постои за да ве натера да размислувате со собствена глава. Ова не е канал каде што ние ќе ви кажеме што треба да купите и кога.
Тоа ако го чекате, сте го сгрешиле каналот, слободно може да погледнете, има многу банкарски канали кои што го прават тоа. Ние сигнали не даваме, ние даваме едукација. А ако мислите дека е попаметно некој да ви кажува што да правите за вашите финанси, слободно, како што кажав, има други канали, во било кое време може да престанете да следите нашиот. Додека доколку сакате да научите, да не мора никој да ви кажува како да се однесувате на пазарот и што треба да гледате, и што треба да следите, и што треба да купите, најдобро е да гледате канали како нашиот, каде што се обидуваме да ви дадеме не само нашиот, како нашиот, каде што се обидуваме да ви дадеме едукација која што ќе ви помогне да размислувате со сопствена глава. Главниот проблем на македонците е што не знам да размислуваат со сопствена глава. Мислам дека ова не треба да ви го кажувам. Но нели, се разбираме многу добро, да продолжиме понатаму. 3 јапонски банки моментално експериментираат со стейблкоин. Многу битен дел од оваа вест која што многу од луѓето ќе ја промашат е ова. Значи не е битно имињата на јапонските банки, е Tokyo Kiraboshi Financial Group, Minabe Bank и The Shikoku Bank. Че сите се Dragon Ball имиња, кои што може да видите и сами. Идејата од целата ситуација што е, пазете го, Japan Open Chain е јавен блокчейн на Јапонија. Значи, државата Јапонија направила свој инфраструктурен јавен блокчейн врз кој што моментално работат овие банки на тестирање на своји стейблкоини. Значи, пак ќе напоменам, не е битно тоа што овие банки толку тестираат со стейблкоин, битно е што државата Јапонија направила свој јавен блокчейн. Значи, ви кажува ли тоа каде моментално се движи криптосферата? Дури и да самиот блокчейн е приватен и е поседуван од Јапонија, е блокчейн. Значи, разбираат позитивната страна на оваа технологија. И второ многу битно е тоа што вели, ваквиот јавен блокчейн е целосно компатибилен со Ethereum Virtual Machine, односно Ethereum самиот по себе. Што значи дека било кој од овие проекти може да мигрира од јавниот блокчейн на Јапонија на Ethereum и назад во екосистемите. Со тоа што интересно е да се напомене дека моментално Јапонија има собствен закон кој што се обидува да ги заштити сите оние кои што поседуваат стейблкоини, со тоа што ги регулира точно институциите кои што може да имаат стейблкоини, каков тип на стейблкоини и нели на тој начин самата влада во Јапонија стои позади овие институции кои што прават нели минтање на стейблкоини. Така да ова е како се заштитуваат конзумери, а не се заштитуваат конзумери со тоа дај прво ќе ги затвориме, па после ако треба ќе отвориме наши. Значи каква глупост. Како и да е. Интересна работа исто така е тоа што моментално овие 3 банки тестираат производство на собствени стейблкоини. Значи не зборуваме стейблкоин кој што ќе биде да речем приватна компанија, туку ќе биде стейблкоин кој што ќе биде исклучиво користен од страна на самата банка. Банката гарантира за неговата вредност, а додека владата е непоне стои позади ваквата гаранција затоа што им издала соодветно дозвола за работа на овие банки. Иако можеби не е целосно за верба, битниот момент во оваа приказна е дека моментално се тестира, значи најголемите, најјаките држави во светот. Јапонија е 4-та или 5-та поред економија во светот според големите. Така да како таква да ваквите банки тестираат и се обидуваат да применат блокчейн технологија за своја корист е многу голема работа. Повторно ви кажувам, примената на технологијата е тој момент што нас ќе ни донесе капитал во овој сектор. Затоа што вие не инвестирате во тоалетна хартија во боја, го кажувам на секое видео, туку инвестирате во технологија, инвестирате во нешто што е опипливо и корисно. И затоа самата технологија, колку повеќе се пробива во светот, толку повеќе капитал ќе донесе назад кон оние кои што инвестирале рано во неа. Без разлика сега, станува збор за тоа дали сте инвестирале во правитни проекти, така, значи не може да бидете сигурни дека ги добиете профит затоа што некој може инвестирал во шиба, не знам што очекува. Ме разбирате? Интересна работа исто така направена од Coinbase на 2000 луѓе. Сега, пак е на некој начин малку, како да кажам, неверодостојно затоа што Coinbase прави сервеј. На кого ги прави сервеј Coinbase? На оние кои што моментално се активни на нивната платформа. Каде иначе би направил Coinbase сервеј, така? Така да од 2000 испитани американци, значи е интересно, ова беше од Дарко Јошев, многу интересна работа, вели вака. Сега, иако, значи сега да отрнеме фактот за тоа што зборуваат за крипто, да видиме што зборуваат за финансискиот систем. Значи 2000 испитаници, така. Вели, 80% од овие 2000 испитаници од Америка, нормално, мислат дека глобалниот финансиски систем е целосно наклонет кон моќни интереси. Во превод е контролиран и целосно наклонет кон една рака луѓе. Што е жива вистина, замислете дури и мориканците веруваат ова.
Не ви се верува. 76% од инвеститорите се слагаат дека согласуваат, извинувам, дека криптовалутите и блокчейнот се иднината. Добро, сега повторно, вие правите 2000 испитаници на Coinbase. Нормално инвестирале, веруваат дека тоа е иднината. Иначе зашто инвестирале, така. Но добро, како и да е, не е лош податок во секој случај. 67% од американците се прифаќаат дека финансискиот систем му се потребни големи промени и целосна реконструкција. Ова мислам дека цел свет го прифаќа. Сега, овие две битни информации овдека се доста битни затоа што не се поврзани директно со крипто. Ова се информации кои што секој еден нормален граѓанин кој што гледа каква е финансиската состојба и економскиот систем, гледа дека истиот не функционира. Че вие имате валути кои што имаат годишна инфлација, кои што се напреваруваат, кој ќе ја намали својата вредност попрво. Така. И имате систем во кој што на државата е дозволено да принта колку сака пари, а вие во исто време плаќате данок. Че вие плаќате данок за тоа што банката уствари, државата уствари бара од вас, нели, да ги финансирате администрацијата, да финансирате се што они прават, така. А во исто време она има привилегијата да се испринта нови пари кои се потребни. Значи дека кој страда во оваа ситуација? Вие. Со новото принтање пари зголемуваат инфлацијата, а со тоа се намалува вашата куповна моќ на она што сте го заработиле. Така да ви зимаат данок и во исто време ви принтаат колку сакаат пари и уште толку ви намалуваат она што го посетувате како платежно средство. Не знам што ви кажам, ја мислам дека ова е доста страшно, но нели секој има право на сопствено размислување. 20% од американците посетуваат крипто и покрај настаните во 2022 година. Значи, бројот на собственици на крипто останува непроменет уште од почетокот на 2022 година, односно не се намалил бројот на крипто луѓе кои што поседуваат крипто. Сега не забравяйте, овие 20% не е од луѓе кои што не се дел од нели самиот Coinbase, туку ова е претпоставено од овие 2000 кои што били испитани на самата Coinbase survey. Повторно, имаме доста позитивни, но и негативни работи кои што можеме да ги заклучиме од овој survey. Битната работа која што треба од сето ова што го постигнавме досега да го забележиме е ово. Погледнете и сами дека моментално во Америка има голем дел од луѓето кои што веќе не можат да бидат лажи. Ова постојано го разговарам со многу луѓе, денеска имав екстензивна дебата, значи вака сега. Во 2013 година вие им викате на американците, сега нели, ајде станеме збор за Америка, зашто е битно ќе ви стане јасно во следните неколку минути за да ви стане јасно дека овој кракдаун не може да постои толку. Во 2013 година имате прв бабл на биткоин, истиот доаѓа до некоја голема сума и вие им викате не, ова е бабл, ова е еднаш и нема да се повтори, тоа е тука завршува. Така, во ред. 2013 поминала, кој промашил, кој изгубил, кој купил касно. 2017 година имате повторен бабл кој што за разлика од претходните 10 пати поголем. И сега им викате, не, ова е пак лага, нема шанси, ова е бабл, толку, тука веќе и крај, завршува. Така, 2017 година, повторно, кој направил профит? Направил, кој купил касно, кој не купил, како и да е. 2021 година, повторна иста ситуација. Повторно еден куп луѓе прават пари и повторно Америка и останатите таму, нели, идиоти, кажуваат како тоа е пак бабл, по трет пат бабл, и пак нели ќе пукне и тоа ќе биде тука ќе заврши, че да не го вадам сега повторно биткоин обичари, сте го гледале многу пати. Значи нема бул маркет и бер маркет во кој што не се најавува дека биткоин оди до нула, така. Сега веќе доаѓа четврт циклус во кој што луѓе си викаат, чекај, 3 пати поред ти ми кажеш дека е бабл, значи од 2000 отиде на 20, отиде на 70.000. Како бабл? Значи ако беше бабл, нели требаше отиде конечно на нула, така. И сега најдеш зошто го велам се тоа? Значи вие 3 пати поред ги лажете луѓе дека ова е бабл и дека нема да има ништо од тоа, така. Сега веќе четврт пат мислам дека редно е конечно луѓе да се освестат. Зошто го велам тоа? Значи 2024 година претседателските избори се веќе започнати. Значи можеме да видиме дека истите треба да се одржат на 5 ноември 2024 година, што е непосредно или во тек на самиот бул маркет. Зошто го велам ова? Април, негде почетокот на април или средината на април очекувам прилика да биде самиот халвинг. Што значи дека од април до ноември вие ќе имате движење на биткоин во нагорна насока, како што досега тоа се случувало 3 пати поред во претходните халвинзи. Значи да решиме дека ќе биде исто, како што досега не изненадил биткоин циклусот. Што значи дека во така голем биткоин циклус каде што вие ќе имате огромни суми, нели, луѓе со профити,
Значи, замислете како би овие испаднале на гласање. Зошто го велам ова? Значи, тоа значи дека уште од сега, гледајте, значи ова е кампања на изборите, така, таймлайн, каде што веќе уште од 6 јануари 2023 година се започнати бидови, се започнати партиски препукувања кој ќе биде кандидат, па како да се одлучи кој ќе биде со каква поддршка, не е битно. Идејата е дека кампањата за претседател е веќе започната уште од почетокот на јануари. А со ваквиот почеток на кампањата, како што можеме да видиме, имате голем број на американци кои што моментално нема да може повторно да бидат лажени дека ова е бабл, што значи дека моментално што фали во Америка, тоа е крипторегулатива. Што значи дека една од главните работи, јас очекувам во следната кампања на кој да е претседател на Америка, да биде про-крипторегулатива. Негативно или позитивно не е битно, ќе биде про-крипторегулатива. Сега, повторно не заборавајте дека овие луѓе кои што моментално кажуваат дека е потребен ресет на целиот економски систем, се оние кои што сакаат крипто да биде фактички дел од тој финансиски систем, така да имајте го предвид тоа дека ако сакаат оваа голема група на луѓе кои што моментално постои во Америка да гласа за нив, голема веројатност е дека нема да имаат излез освен да го стават ова како дел од собствената кампања. А вие не може да водите кампања во која што сте про крипто, а во исто време вашите кучиња, како што на пример сега повторно сака да се кандидира овој сенилниот, значи а вашите кучиња во исто време повторно одат по крипто проекти. Така да сето ова што гледаме овдека, мислам дека е последен момент пред да почне ваквата кампања која ќе мора да се смират, затоа што никој нема да гласа за вас од ваквата фела ако вие понатаму сте негативно расположени за се што е крипто. Така да имате го тоа во предвид, верувам дека ова ќе ги смени многу работите во Америка, но останува да видиме како сето тоа ќе се одвива. Сега, следна битна работа која што моментално треба да запазиме е Ethereum, кој што моментално успешно го направи својот тест на капела, значи својот Шангај апгрейд тест на капела и моментално прави деплојмент на Sequoia. Сега, имаме три различни тестнета, верувам дека затоа се ставени овие три Ethereum, кои што се уствари копии на Ethereum со цел да се види како, да речем, потенцијален форк или апгрейд ќе се интегрира со самиот Ethereum. Со тоа што моментално се прави тест на Sequoia мрежата, а постои уште еден кој што се нарекува Goerli или Gerli или како да се вика. Значи, ако се сеќавате, дури мрџот ги имаше сите овие три фази, односно беше прво направена оваа капела фаза, значи на капела практично копијата од Ethereum блокчейнот, може би со малку грешка, повторно не заборавајте дека јас сум економист, се обидувам овој колку што можам подобро да го сварам, но на крајот од денот сепак сум економист и правник. Така да, значи тоа е она како јас го разбирам, дека од капела ќе биде тестиран сега моментално на Sequoia и на крај ќе биде тестиран на Goerli или Gerli, пред истиот да биде конечно пуштен и интегриран со самиот Ethereum блокчейн, со главниот Ethereum блокчейн. Така да, битната работа е тоа што моментално се повеќе и повеќе се стасува поблиску до ваквото интегрирање на Шангај апгрейдот на Ethereum, кој што може да биде и позитивен и негативен, како што веќе многу пати до сега напоменавме. Значи негативни аспекти е тоа што моментално сек буквално чека ваквиот Шангај апгрейд да биде интегриран, со цел да може да го нападне, затоа што во тој момент кога ќе може да бидат отстейкани Етериумите на територија на Америка, вие потенцијално сте во онаа група на стейкинг, односно POS проекти кои што може да бидат нападнати од СЕК. Така да поради оваа причина мораме да бидеме препазливи во однос на тој дел, но повторно јас не гледам голем проблем затоа што пак не е само Америка на светов, нели? Додека поголем проблем е тоа што потенцијално може многу од оние кои што ќе може да ги извадат сопствените средства да ги продадат. Затоа што ако вие може да го правите unstake на Ethereum, кој што веќе 2 години не може да го извадите, голема веројатност дека оние кои што сакаат да се откажат ќе го продадат веднаш. Така да поради оваа причина, значи тоа е можно, но тоа не значи дека сите ќе го направат, ама мораме да гледаме на позитивната страна исто така. Значи во момент кога конечно ќе се докаже дека Ethereumите може да бидат и отстейкани, тоа значи дека потенцијално и големи играчи ќе се интересираат за ваквиот потенцијал на Ethereum да добиете стейкинг награди или на годишно ниво, со тоа што во секој време ќе може да го заклучите и отклучите вашиот Ethereum и не мора да користите за тоа соодветна услуга, како што моментално мора да користите соодветна компанија или нели како и да е, сите оние кои што моментално нудат Ethereum стейкинг, а се уште нема опција за unstaking. Така да мораме да видиме како ова ќе
ќе се одрази, затоа што ова е нешто до сега не се случило, како што кажавме, мрџот како појава на пазарот прв пат се случува и ова е прв пат моментално што го гледаме на некој блокчейн и затоа не можеме да знаеме како ќе се одрази на самиот пазар, ќе мораме да го видиме со сопствени очи, но во секој случај според мене ваквиот апгрейд е позитивен и очекувам позитивно да се одрази на долг план. И како што знаете, сами нашиот канал е исклучиво за институт за инвестирање, што значи дека не сум заинтересиран за шпекулации на краток рок, туку сум заинтересиран каде се тоа се движи во иднина и затоа верувам дека ваквиот Шанга апгрейд е многу битен за Ethereum како блокчейн. Следна вест која што сакам да обработиме е Quant, кој што моментално само што воспостави сапорт за Avalanche. Ако се сеќавате, значи веќе разговаравме за Quant, го имаме обработено како еден од проектите, посебно од ISO 20022, каде што Quant преку својот Overledger сака да направи конекција помеѓу сите битни сектори во светот, како што можете да видите и сами овдека, значи банкинг, компании, блокчейни, солуции за плаќање, че ова се, нели, како ќе му дојде не социјални мрежи, туку се на некој начин медиуми за социјално поврзување како имејли и слично и нормално ова се социјални мрежи претежно како што можам да видам и ова се оние компании кои што работат со производство на хардвер и софтвер. Како и да е, значи битната работа за Quant е дека неговата идеја е да биде практично така речено основа за Web3, односно конекција помеѓу сите овие сегменти, кој што во оваа ситуација можеме да видиме дека постепено се случува со оглед на фактот дека моментално со надградбата Overledger 2.2.24, значи истиот има конекција и со Avalanche како екосистем, а можеме да видиме дека моментално едни од најголемите екосистеми во моменталната криптосфера се веќе интегрирани на самиот Quant. Значи Bitcoin, Ethereum, повторно уште не знам кој, треба да најдам кој е. Значи XRP, Matic, Polygon, XDC, исто така треба да видам кој е и Avalanche. Значи овде ќе ги пишува фабрики, Besu, не знам кои се ови, но се некои очигледно некои екосистеми помали што не ги знаеме. Како и да е, значи Quant и понатаму продолжува да расте, да не забораваме дека Quant е дел од ISO 20022 и има големи шпекулации дека ако така продолжи, како можеби оној инструмент кој што е потребен на ваквите големи институции како WEF за интегрирање на неколку блокчейни во светот. Да не напоменуваме повеќе, значи може да погледнете и во видеото за Quant и во видеото за ISO 20022. Следна интересна работа која што ја имаме е VeChain, нормално Бобан Досев, еден од најголемите обожаватели на VeChain, кој што моментално е во партнерство со MedApes и со уште една компанија. Тоа е стартап компанија за, сега ќе погледнеме овдека, точно како се вика, значи Elite Fight Night Events. Значи моментално, знаете и сами, на VeChain постои World of V, што е уствари NFT Marketplace, кој што моментално ќе нуди вакви посебни Elite Fight Night Events, NFTs, кои што имаат Proof of Attendance. Сега не знам дали ова точно е за тикети, у превод да може да купите за ваквиот тип на настани, како што е Elite Fight Night. Ова е нешто слично на Bellator или на UFC, моите омилени. Како и да е интересна вест, затоа што гледаме дека се повеќе и повеќе VeChain како екосистем се шири, со тоа што значи можеме да погледнеме се повеќе и повеќе нови проекти се приклучуваат на оние апликации кои што веќе ги поседува, како што е World of V, NFT Marketplace. Така да ова е добра работа затоа што иако се овие мали апликации и компании, на крајот значи тоа компании кои што сепак се приклучуваат на овој екосистем и не знаете колку ќе бидат успешни додека истите не пробаат. Така да ова е добра вест за VeChain, иако за VeChain има доста нови вести, но моментално искрено нема нешто толку значајно ново што би можел да го ставам затоа што иначе ќе биде презаситено ово видео со многу вести, така да гледам да го најдам оно што е најдобро од сите проекти моментално битно на пазарот. Ова е една од најбитните вести кои што денеска ќе ги обработиме, а тоа е Polygon и неговите Zero Knowledge Rollups. Сега, моментално, иако Polygon работи за ваквите Zero Knowledge Rollups да бидат интегрирани како дел од солуциите за Layer 2, за забрзување и scalability на Ethereum, како и намалување на неговите fees, моментално, значи знаете и сами дека како AI
така и Zero Knowledge Rollups или Rollups генерално се едни од најбитните напредоци кои што се случуваат во овој bull market. Најчесто имаме различен тип на напредоци во криптосферата кои што најчесто и се катализатори на bull marketот. Верувам дека во овој bull market, значи Artificial Intelligence како и Zero Knowledge Rollups ќе бидат едни од тие катализатори, со тоа што моментално ова е технологија која што се уште не е успешно да речам имплементирана на еден блокчейн, како што тоа се обидува да го направи Polygon, и он е најблиску до негова имплементација, затоа што дури и концептот самиот по себе е најбрзо сега за сега развиен од нивна страна. Со тоа што моментално, значи Polygon развива своја Polygon ID како продукт, значи тоа е како еден вид апликација која што користи Zero Knowledge технологија. Сега, да објасниме, многу добро го објаснува. Тоа вели вака. Значи Zero Knowledge технологија е навидум на еден бар, каде што вие кога доаѓате треба да му докажете на барменот дека сте полнолетен за да добиете пијачка. Со тоа што замислете да може да му докажете на вашиот, значи на кој да е и во оваа ситуација да речеме авторитетот во барот, да му покажете лична карта, да не мора да го направите тоа, туку да има некој да го провери тоа за вас без да покажувате лична карта и да му даде до знаење на барменот дека вие навистина имате 18 години. Како тоа се прави? Значи во оваа ситуација вие фактички зошто е толку битно? Значи, наместо да треба да поднесувате лични податоци на еден куп различни менувачници или лендинг платформи или секаде каде што треба фактички да поднесете фактички лична карта за да ви биде дозволено да учествувате во така речено апликацијата или што и да е, менувачницата, да има еден верификатор кој што ќе биде уствари Polygon ID проектот или продуктот, каде што вие фактички еднаш ќе ги депонирате вашите лични податоци, да речеме лична карта и пасош, и секогаш кога е потребно истите да бидат депонирани на нова платформа, тоа во ваше име да го потврдува Polygon, не да ги депонира. Односно, ваквиот продукт да биде со, да речеме, Zero Knowledge, а тоа и се нарекува во превод. Ако сакате сега да направите, да речеме, на Binance нов профил, вие фактички наместо да депонирате лична карта, вие го користите Polygon ID продуктот и истиот е конектиран со Binance, што значи дека наместо да депонирате, он гарантира дека вие навистина имате валидна лична карта и пасош. Што значи дека Binance нема да ги добие, но затоа што му верува на Polygon ID продуктот, истиот нема да бара да бидат депонирани. Што значи дека Polygon ID е единственото место кое што сте ги депонирале вашите податоци и истиот може да го користите за безброј различни други практично, да речем апликации или што и да се, со цел да не мора повторно, постојано да го депонирате. Зошто е тоа битно? Затоа што Polygon ID продуктот е Zero Knowledge на блокчейн. Што значи еднаш депонирани се секогаш таму, истите може постојано да бидат проверувани, да не мора да го направите тоа повторно. Ова е многу битна работа и ова е почетокот кој што потоа треба да биде интегриран и како Zero Knowledge на Ethereum блокчейнот, каде што, значи ова е начинот на кој што понатаму ќе биде надграден Ethereum блокчейнот, да не мора да се прави потврдување од сите нодови, туку ќе се користи Zero Knowledge со ограничено потврдување на ваквите трансакции за да бидат многу побрзи. Можеме да видиме дека во однос на ваквите Zero Knowledge веќе има заинтересирани, значи AAV, како што знаете и сами, истиот е имплементиран на поголемите блокчейни, значи истиот го има и на Ethereum, и на Cardano, и на останатите, и моментално истиот се интегрира и на Polygon, кој што исто така е многу заинтересиран за ваквите ZK Rollups. Моментално, значи самиот AAV се интегрира на Polygon блокчейнот и ќе бидат моментално пуштени само 3 коина кои што ќе бидат потенцијално, нели, тргувани и постоешки на Polygon AAV, со тоа што ќе биде, значи, Bitcoin, само да видам каде беа запишани, само да ги најдам точно, за да не харикирам. Значи, тоа е, нели, оној дел, ево ги. Ова се врап Ethereum, врап Matic и USDC. Значи, тоа се тие 3 коини, не, извинете, не е Bitcoin. Значи, ова се тие 3 основни коини кои што ќе постојат на ваквата мрежа во поддршка на AAV на Polygon. Така да на некој начин AAV гледате дека и самиот како најголема лендинг платформа се така да ова е многу добар план на самиот AAV да се интегрира со најголемите блокчейни, затоа што секогаш ви е потребна лендинг платформа без разлика за тоа каков тип на блокчейн станува збор и затоа неговата интеграција со најголемите блокчейни му помага да има пристап до многу повеќе капитал отколку ако е на пример само на Ethereum. Така да тоа е многу добра работа и AAV е еден од оние проекти кои што ги следиме, но за жал едноставно не може да инвестирате во се. Сега,
овдека искрено да ви кажам право, ова е дел кој што јас го прочитав, но навистина не можам добро да го разберам, така да би замолил доколку некој го разбира ова малку подобро од мене, да ми го објасни во коментар, односно Chainlink моментално прави посебна девелопер платформа наречена Functions, која што според оно што успеав да го разберам, значи моментално ќе ги интегрира многу поблиску, значи dApps, децентрализираните апликации кои што се на блокчейн, со вистинските офчейн апликации во Web 2 моментално светот. Така да на некој начин се обидува да го прескокне оној дел кај што ви е потребен блокчейн, кој што вие фактички го користите преку Oracle за да добиете надворешни информации. Сега, како точно го прави да му тепате, не знам. Значи, се обидувам да го разберам, веќе четврти пат го читам текстот, но едноставно не можам точно да го разберам. Идејата е дека со ваквата Functions платформа, девелоперна, вие фактички им нудите на Web 2 апликациите многу поедноставно да се интегрираат со on-chain dApps. Како точно го прават тоа, јас навистина би ве замолил, доколку некој го разбира ова малку подобро од мене, да ни го објасни. Значи може да запишете во коментар под видеото. Би сакал јас исто така многу да се надградам во овој дел, затоа што навистина го читав неколку пати, очигледно ми фалат технички познавања за да можам да разберам точно како тоа го прават и би сакал тоа да го знам. Знаете и сами дека Chainlink е најголемиот Oracle на светот, него тоа му е уствари и работа. Поврзување на офчейн со ончейн проекти, знаете и сами Chainlink е дел од нашето портфолио, ќе продолжиме да го надградуваме, верувајте ми тоа е со сигурност, но сега за сега, значи толку е колку што можевме нели да алоцираме на истиот. Како и да е, ако сакате да проучите повеќе за Chainlink, како што кажеме, како и за повеќето од овие проекти, веќе имаме направено соодветно видео, кое што може да погледнете во нашата посебна плейлиста и новиот проект, односно топ 100 коини, каде што правиме посебни анализи на секој од овие. Сега нели ги бираме поред, па нели како ги правиме, така ги објавуваме на самата плейлиста, каде што ќе може да научите многу повеќе за овие потенцијални добри проекти во следниот bull market. Сега, Илон Маск моментално прави компетитор на ChatGPT, со тоа што значи се сомневаат, значи ова е шпекулација, дека голема веројатност е дека ваквиот компетитор ќе биде поврзан со Cardano блокчейнот и со Singularity Net AGX токенот, кој што моментално направи портал од Ethereum до Cardano и истиот може да постои и на Cardano и на Ethereum екосистемите. Со тоа што битно во оваа ситуација е да се напомене дека Маск веќе активно регрутира луѓе од други проекти, како што на пример овдека се спомнува дека го практично украл Игор Бабушкин, нормално, значи кој ако не наши луѓе го прават ова, да биде реални. Значи ова е некој ресерчер, односно истражувач од Alphabet DeepMind AI, а знаете и сами дека постојат моментално два или три главни компетитори, главни компетитори кои што работат на развој на AI. Alphabet DeepMind AI е уствари Alphabet, компанијата која што го поседува Google. Вториот е Microsoft, кој што знаете и сами го купи ChatGPT, како еден од најдобрите проекти на пазарот. И трет е моментално Meta, односно Facebook, кој што исто така развива свој AI. Со тоа што да не забораваме дека во самиот ChatGPT Маск е еден од првите инвеститори кој што после одредено време се откажува од ваквиот проект. Верувам дека сега му е многу криво, но истиот е главен пропонент на ваквиот проект затоа што вели дека е лошо тоа што моментално се става safeguards, односно забрани на самиот AI да размислува практично сам, односно нели да ги заштити оние што се вреѓаат од се. Односно затоа што самиот AI почнал да користи навредливи содржини за одредени мекуши во светов. Сега наеднаш тоа е проблем и затоа нормално и јас би го направил истото. Значи ако создавате artificial intelligence, односно вештачка интелигенција, дозволете и да размислува, така, дозволете и да го работи тоа за што е наменета. Како и да е нормално, не може да го направите тоа без никакви нели запирање, затоа што ќе дојдеме до Matrix. Но тоа не го менува фактот дека ако веќе го правите ова како проект, значи треба и одредени луѓе да бидат навредени и да им помине, ништо да не им биде. Како и да е, тоа не е битно, битно е дека моментално се сомневаат, значи многу од оние спекулатори, да речем, во криптосферата, дека Cardano, Singularity Net AGX, заедно со самиот Twitter, кој што моментално е нели во собственост на Маск, се едни од главните на некој начин компоненти кои што може исто така да бидат интегрирани и во ова потенцијално да речем следен бизнис на Маск, така да имате го тоа во превид. Како што кажавме, Singularity AGX, како сакате,
ќе биде еден од оние следни проекти за кои што ќе разговараме. Знаете и сами веќе гласате на нашиот канал, значи имаме гласови по кои што ќе ги работиме овие проекти постепено. Значи откако ќе завршиме со Litecoin во текот на утрешниот ден и потоа Monero, следен на листата е токму овој Singularity.net, кој што е еден од оние најголеми AI заедно со FET, односно Fetch AI проекти на пазарот. И последно, многу интересна работа, сеќавате го што спомнаме за Јапонија, дека има свој блокчейн. Гледате го ова. Masterchain блокчейн платформата која што е официјалниот блокчейн на Русија. Значи, дали гледате што се случува? Овие држави почнуваат постепено да развиваат свој приватен блокчейн кој што ќе биде официјалниот блокчейн на самата држава. Дали гледате каде се тоа се движи? Значи имате две од најголемите економии во светот кои што развиваат собствен државен блокчейн. Напоредно очигледно се тоа ќе биде проследено и со CBDC и со како и да е, но битен момент што мораме да го забележиме е конечно интегрирање на технологијата во секојдневието. Во оваа ситуација многу повеќе за разлика од Јапонија, каде што и самата Русија признава дека поголемиот дел од размената со Кина се прави во кинески јуен, кој што е нели многу вреден нормално, со тоа што моментално првата Московска кредитна банка во Русија направила прва трансакција од ваков вид на, нели, како што кажавме веќе, руската национална блокчейн мрежа, каде што дала гаранција на ваквата блокчейн мрежа за 100 милиони кинески јуени, односно во противвредност со $144,600, што уствари е банкарска гаранција, значи дека одредена трансакција ќе биде исполнета од страна на две страни, и банката како трета, како гарант. Дури ако тоа не се случи, банката гарантира дека ќе ги исполни оние попарувани средства кон онаа друга страна која што треба да ги прими. Тоа е банкарска гаранција, сега да не должиме многу, може да најдете многу едноставно што тоа представува, но битната ситуација е дека многу добро кажано од нивна страна, значи ваква банкарска гаранција запишана на блокчейн не може да биде фалсификувана, не може да биде променета и истата е многу посоодветен и многу по, како да кажам, сигурен кредитен инструмент за разлика од документ. Затоа што документ може да случи било што и може да биде фалсификуван. Блокчейн не може. Тоа е добра работа и на некој начин веќе се најавува дека Русија се припрема на голема врата ова да го применува во секој ден, ова е тест. Се уште се прават тестови за како се ќе функционира, но веќе се најавува дека големи корпорации очекуваат ова да биде успешно и потоа да биде користено во секојдневието, во секојдневната размена во Русија и Кина. Така да ова е многу добра работа, како што кажав, она што постојано кажувам треба да го забележиме буквално во оваа вест. Во првиот момент кога блокчейн ќе почне да биде користен од страна на големи држави, како Русија, како Кина, како Иран, како било кој друг, нема да има светот веќе опција освен да го следи овој тренд. Ќе се навратиме уште еднаш и ќе го повторам истото. Кога Германија развивала нуклеарно оружје, другите држави немале избор освен да го прават истото. Зошто е тоа така? Затоа што кој бил дозволено моментално на Германија, значи во Втората светска војна да развие нуклеарно оружје пред останатите, сега верувам дека поголемиот дел од светот ќе зборува германски. Извинете, но тоа е реалноста. Оној кој што прв ќе го добие ова оружје за кое што целиот свет се бори, едноставно ја победува војната. Прост пример, како Јапонија изгубила, дури изгубила кога била буквално бомбардирана со нуклеарна бомба. Сум бил во Нагасаки, можам да ви кажам, значи тоа е најголемото деструктивно оружје што до тогаш го имал светот. Страшно. Како и да е, не навлегуваме во тоа, поентата што е? Истата ситуација е и со технологија. Не може да си дозволите вие една држава да користи напредна технологија за разлика од вас, затоа што вие веднаш останувате позади. Крај. Видете вселенската трка. Значи, кога е активна, сите се активни. Кога е активна, сите се обидуваат да направат проект кој ќе стаса прв до месечината, кој ќе стаса прв до Марс, кој ќе стаса прв до не знам каде. Кога не е активна, сите се нели као мирни и се фокусираат на локални војни. Но истата ситуација ќе биде и со блокчейн. Ако имате една држава како оваа ситуација, на пример сега стварно Кина и Русија да развијат ваков тип на блокчейн, по кој што ќе ги елиминираат сите оние безпотребни банкарски трансакции, администрација и слично, другите држави во светот нема да имаат избор освен да го следат овој тренд. Моментално Иран и Русија неофицијално ги избегнуваат сите санкции со користење на крипто и никој не може тоа да им го забрани. Така да имате го тоа во превид, во првиот момент кога ќе се види и од останатите држави дека тоа може да го прават, ќе го прават. Истото го прави и Северна Кореја. Значи ги надминува сите овие
санкции со цел само си користи крипто. Како ќе ги запрете? Кој ќе ги запрете? Че вие треба буквално да го случите интернетот во целиот свет, за да не може да се спроведе една трансакција во крипто. Така да имате од тоа превид, ова е уште еден показател дека постепено се движиме кон масовна адаптација, а оние кои што моментално го следат мојот канал или каналите кои што моментално се активни во светот, се оние кои што се тие, како да кажем, не сме ние иноваторите, но ние сме оние кои што ги поддржуваат иноваторите со тоа што инвестираат во ваквата сфера, а верувајте ми, како што бил .com bubble и потоа го имаме овој огромен развој на интернет, така ќе биде и во оваа ситуација развој на блокчейн. Така да останува на вас, значи како што кажав, секој има право да раководи со својот ризик, но ако мене ме прашувате, мислам дека е паметно да се запрашате дали можеби оние малку средства кои што ги имате, е паметно да ги инвестирате во нешто што има огромен капацитет и потенцијал, или пак е паметно да ги оставите, не знам, во банка. 1% камата, 0,5%, не знам, вие си знаете. Само да ви кажам дека Стопанска, Тутунска и како и да беше комерцијална банка имаат остварено профити поголеми од било кога во нивната историја во работа на Македонија во време на криза. Тоа е се што треба да ви кажам за банкарскиот систем, посебно Тома, па вие сами одлучите дали е паметно да инвестирате во нив или не. Во секој случај ви благодарам што следевте нашата програма како секогаш. На почетокот ги напоменав лицата кои што се дел од оние кои што ни помагаат за да прибавиме повеќе информации. На тој начин јакне нашата заедница, на тој начин и ние растеме како заедница и како потенцијален, да речам, играч за едукација во криптосекторот во Македонија, а за тоа сте нормално делумно заслужени и вие, затоа што со секоја ваша препорака кон оној кој што би сакал да научи повеќе за криптосекторот, ние растеме, а со тоа и оваа бесплатна материја може да биде доставена до македонците ширум светот и да бидеме писмени пред да биде прекасно во оваа криптосфера. Затоа ви благодарам, останете и понатаму со нас како заедница и заедно да се изградиме пред да биде касно и да бидеме успешни во овој bull market. Така да имате добар ден и поздрав од Крипто Гемиџија, се гледаме во следното видео.